Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате: со палење свеќи, поставување камен темелник за изградба на споменик и комеморација. На плоштадот во Штип во понеделник ќе се одбележи годишнината од Кочанската трагедија. Комеморација за загинатите од Штипското медицинско училиште Јане Сандански имаше и денеска. По една година болката се уште присутна. Започна активностите за асфалтирање и уредување на улицата Пиринска во Штип. По претходна променета водоводна линија, како и уредување на влезовите пред стамбените згради, денеска се постави асфалтен слој на крак од оваа улица. Станува збор за подобрување на инфраструктурата во градот по барање на жителите. Две нови хибридни возила денес доби јавното предпријатие Стипион, наменети за контрола на јавното паркирање во Штип. Возилата ќе патролираат низ градот, а со помош на камери за видеонадзор и техничка опрема ќе се читаат регистерските таблички на паркираните автомобили. Покачени цени на нафтата и бензинот, премиерот Мицкоски дециден најмалку поскапени во Македонија. Тврди дека ситуацијата се следи. Граѓаните вознемирени и децидни. Тешкото допарва доаѓа. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.